Вера е шербет душа, со глас кадифен и бисерно грло. Кога ќе се спојат сите овие работи во една жена, таа спонтано си грее и кога зборува и кога пее. Токму затоа е љубов, нашата љубојна. И не може незината приказна да не почне од местото со кое природно е поврзана и со името и со личноста. Вера, надеж и љубов. Незиниот израз е музички филиграм, македонски бршлен, канализиран од коренот до новите ластарки на 21. век. Фузија на животот во Македонија. Жена мајка и пријател, жена борец, жена која што е вистинска инспирација и која што е позитивен лик во нашето општество. И се разбира, наша гордост. Вера Љубојна. Добре дојде во Карамолот приказни. Добре те најдов, Наде. Здраво, живо. Добре дојде. Договоривме ќе се прегрнеме. Да, токму така за да започнеме со позитивна енергија како што ти самата ја имаш. Секој пат. Always. И морам да ти кажам дека навистина си прекрасна. Благодарам. Навистина ми е драго што ќе позборувам малку во твојот живот, за твоите предизвици и што ли уште не, но пред самиот почеток кажи ми како си. Да ве поздравам, да ви се заблагодарам за поканата, а да ги поздравам нашите драги гледачи. Нема многу време во животот на една жена за долги подготовки. Научени сме да бидеме брзи и експедитивни и да споиме повеќе нешта во едно. Така што само таа некако формула успева изгледа кај мене. А се поврзуваме и со вашето име Вера, надеж и љубов. Од каде потеклото за вашето Вера не ми се гледа и неа. Но е таму. Да, значи трите најважни нешта се во убаво едно зеленило, вера и љубов. Веројатно верата и љубовта ќе ја спасат надежта, ти гледам дека малку ни е подовенатка. Да. Колку веруваш во сето ова? Верувам, да. Јас сум верник. Така. Надежта, верата и љубовта, тоа се мое мото, тоа е моето име и го носам најискрено и најверно што може. Но не е случајно сме овде, бидејќи можеме да кажеме дека ти е како дел од твој омилен ритуал, омилено место каде што сакаш да бидеш сама со себе за да прошеташ убавиот ки. Па ова е моја редовна траекторија и овој дел е единствениот дел од овој дел на Скопје, плоштадот Икеот, што е навистина релаксиран, има некоја широчина и некоја убава, не знам, убав видик, има некоја убава хоризонтала вака пред мене која што ме ослободува. Секојдневно некако си го пешачам овој пат додека да дојдам до училиште и да ги сретнам моите драги ученици и моите драги колеги, еве ги поздравувам од сестрица во ДМВ Уцилие Николовски Луи. Ги поздравуваме. Така што ове навистина без да сакам станува мој омилен дел. Ја всушност не знам дали сум романтично врзана за овој дел или сум суштински врзана. Може би си романтична душа. Па може би веројатно да и се поврзуваш со самото. Можно е, но сепак ќе кажам дека различно гледат луѓе на романтичноста и дека кога тоа е дел од животот не го доживуваш на тој начин, туку си го доживуваш како некое твое секојдневие. Но Вера, тебе општеството многу добро те знае, како што и најавив ти се нашава. Јас добро го знам ова општество, знам до сега си имам запознаено многу пати во разни прилики. Е токму тоа, дали се запознаваш со некои твои фанови, дали некои од луѓето знаат да ти придат, да те поздрават, па секако, па да те прашат за некој нов албум, песна. Тоа е убавото во оваа професија. Се разбира дека не бегаш. Често пати и не ме препознават. Јас знам да си бидам и камелеон, менувам имидж, менувам фризура, менувам изглед, менувам стил и исто така не сум иста пред и зад камерата. Така што тие што ме познаваат секој пат не сум имала лошо искуство до сега. Секој пат ми приоѓале со многу љубов, како што јас им се обреќам на сцена. И мојата причина за постоење на сцена и за присуство на сцена е само тоа. Така. Јас немам друга, да речам, мотивација, освен љубов кон музиката, љубов кон тоа што го правам и таа ми е најголемата, освен сите други, нели, кои што следуваат и се поврзуваат. Еднаш се случи таксист да не ме познае, ама често се возам со такси и многу од таксистите знаат мојата домашна адреса. И скоро до куќата разговаравме за Вера Љубојна. Така. И јас викам, па како не ја знам, таа е моја соседка, па е долги години се знаеме. Многу убаво се живееме. Многу убаво пее, ама некако и сега знам што ќе ме каже.
фризурата, а тогаш има фандеркат. Аха. Да, некако. И па викам, што би одговарало повеќе? Па, јас викам, плетенки. Тој па плетенки. И потоа му Долга кажавте? коса. Му кажавте дека тоа сте вие? Па не, значи се возевме. Тој ми раскажуваше како и тој пеел. Па пееше по патот. Мислам, тоа беше цела една драма, како од филм на Вим Вендерс се чувствував. И стасавме дома, чекај малку. Па ова е адресата и се врти и убаво ме загледа. Цел пат си ти и ми дозволи така да зборувам. Вако, ме викам, тоа се убави позитивни, Си прифаќала, мислам, да, критики. позитивно. Никогаш не би ми кажале што мислите, доколку не би кажала дека сум јас. Но никош не си ни замислувала дека би можела. Ама мене да ми е интересно дека често пати нашиот народ има едно наивно доживување, например, и тоа е убавото. Има наивно доживување за музиката, наивно доживување за сцената. Например, мојата баба велеше, леле колку убаво пееш, убав фустан носи. Мислам, како имаше тука Тоа е нешто негово детско домислење, и јас да, тоа да. го сакам кај луѓето и сакам кога ќе го чуја. Так, продолжуваме со твоето приказна во нашиот карамбол од приказни и се движиме и на твои омилени места. Може, Можеме да започнеме, може. така? И сега, како што споменавме, Вера, сите ова те потсеќа и на твоето детство. Имаш време и покрај обврските, и покрај фамилијата. Кажи ми, на дел од твоето детство, на што си најмногу горда? Знаеме дека овде веќе повеќе зазема социјалните мрежи. Децата нема такво детство како што, пример, постарите генерации се имале. Како ти го помина твоето детство? Нешто Па добро, нашата социјализација беше на улица. Нашата социјализација беше надвор од утро до вечер, со лепчето во рака, нема време да се вечера дома игра, да ќе ти избега турнир во ластик, има надвор, па како, па ти скокаш до имаше нивоа глуждови, колена, половина, па уши. И ако скокаш до уши, па тоа е пуф. Имаше ти си интересни супер еластичен игри. лик. Можам да Имаше претпоставам. интересни игри. Па, игравме низ цела, јас сум родена и израсната во Пржино, тоа е Така. подводно, под падините на водно. И водно за нас беше, секој попладне го имавме таа можност да пешачиме и некако тој малски живот ни даваше една убава Само еднаш се слобода. доживува. Само Повеќе еднаш го се нема, но доживува ете, останало и ни слобода. даваше голема слобода. Летно време сенки под дрвја, каде што можеш да си седнеш во најжешкиот период од денот. Така. Кога ти велда, ма не може надвор да излезеш Па пред, пак ќе дојде топло некој е. симпатија. Да, тоа беше населба полна со Почнуваат деца. зборувањата. Да. Освен тоа, јас сум растана во куќа која што беше буквално автобуска станица. Значи, постојано имаше луѓе, моите родители, моите баба, дедо, моите роднини, така сме ние некако сите блиски растени Така. и во една весела голема заедница постојано имаше некој. После детството, па да се навратиме на оние средношколски денови. Каква ученик беше ти? Па одличен, Па, првенец. Навистина? Да. Од секој немаме пат си бев доказ сега. ученик. Па не, добро, можам да ги најдам свидетелството, не ми кажав да ги се спремев. Да, не ти кажавме. Значи, верували или не, Вера заврши зъботехничко средно медицинско училиште. Да, токму сакав Анче да ве прашам Караѓозов. следно прашање во врска со тоа. Да, и моето средно школување беше навистина успешно. Браво. Јас бев доста навлезена во медицината и ја сакам и ден денес. Така. Исто така се запишав мојот прв факултетот по стоматологија. Потоа се префрлив на факултет за етнологија и антропологија, откако веќе почнав професионално да се занимавам со музика, затоа што ја се занимавам од мала, меѓутоа сум се занимавала аматерски, сум одела на А што беше тоа хор. што те натера да Па тоа што да ја сватив определиш дека музиката? медицината ми е хоби и многу ја сакам, а музиката е тоа за кое што би го жртвувала најсветото нешто. Ти си инспирација за многу жени и имаш и многу што да ни раскажеш и нам исто И така. многу жени се и моја инспирација, така што Така што имаме многу за зборување. да.
ГТЦ е срцето на Скопје и објект што скопјани го носат в срце. Ова јадро на градот си има своја лична карта, идентитет и душа од раѓањето во 1969 до денес. Приказната почнува со иницијативата по земјотресот, кој ги сплоти граѓаните, македонците и светот да мечтаат за ново и поубаво Скопје, и фокусот околу најубавиот дел, кој природно се протега покрај Вардар, да си добие свој трговски, друштвен, културен и уметнички функционален простор. Обновата и развојот на градот, поттикнати од куповната моќ, иницирале изградба на регионален центар, кој станал повеќе од тоа. Култно место за сите кои се сеќаваат на златните времиња, кога овој уникатен објект го собираше животот во себе. Зборно место рекорд, траекторија ГТЦ и ден и ноќ. Како и денес, со примеси на новото време, освежен со градината на терасата, мини хортикултурен парк, ризница од специфични растенија и дрвца, кои го оживуваат неговиот урбан лик. ГТЦ е внимателно обмислен проект. Композицијата се состои од 6 идентични јадра, интегрирани со пасарели и тераси во ритам со продорите, елементи на неговиот идентитет, кој се вградил во споменот за Скопје. Овде визијата на архитектот Живко Поповски, уште една легенда за љубовта кон градот, ги споила реката која ја следи хоризонтално елегантен, отворен, сегментиран објект околу 5 стамбени кули, станувајќи нивно врзувачко ткиво, заедно со паркот Жена Борец. Денеска ГТЦ е комплетно услужлив, отворен, со циркулација на воздух во кој се чувствуваат сите 4 годишни времиња, секојдневна рута, омилено место, простор за перформанси, базари, концерти. Градска бина од која се шири музика, пирка арома на костен, пченка, парфем, симит, сладолед, кафе. И затоа е посебен, драг, уникатен, модерен и секогаш жив, како и споменот на неговиот творец. И што убаво Вера, вака си позборувавме музика позади нас. Некако музиката нас сека да те прати тебе. Но ова не е било која песна, ова е кодам во Битола, а ние сме во Скопје среде ГТЦ, да. Како да знае мојата битолско-скопска конекција. Така. Не знам, ова е местото на моето детство, ова е единствен трговски центар што го имаме со ваква отворена концепција, се уште ми е во срцето. И да го затворя ќе е многу тажно. Тука. Да, некако ми е сврталиште, и што и да ми треба прво да доаѓам во ГТЦ. Научена сум дека кога ќе излезам од дома прво треба да дојдам во центар. Некако така било од секој пат и останато ми е. Да. Но сепак тоа се пренесува на твоите деца. Знаете добро тука да се прошетате. Да, тоа се 2-3 места, односно 2-3 ресторанчиња кои што верувате, кога се деца во прашање, тоа е ограничен вкус за храна и не се јаде се од секаде. Да, и си имаме омилени места во кои што си одиме и тоа пак околу ГТЦ. Имаме омилено место на Кеј, каде што се шетаме. Природно е ова нашето сврталиште. Па добро, можеме да кажеме дека некако се поврзува со тебе. Како што споменавме музикава, со Битола. Овде ќе позборуваме малку и за вистинското пријателство. Ние можеме овде да зборуваме за пиците од Житалукс. Овде имаше Житалукс на влезот од ГТЦ, да беа најубавите пици панцероти. На овој излез, каде што е комерцијална банка од зади, на ќошот беше ванила. И таму одевме на колачи. И кога ќе ги земевме оценките, тоа беше частенка, нели, одиме на пица, одиме на колачи. Мислам, неколку места беа, можеби немаше толку голем избор на ресторани и места, ама тие кои што беа, еве, токму во ГТЦ. Така.
И сега, како што споменав и за вистинското пријателство, имаш и вистински пријатели и што многу Многу добро. малку. Така, може да се не мора да бидат многубројни, но може да бидат и многу малку. Овде ве поврзувам и со филеви за Охридскиот бисер, кој што сакам да ти кажам дека овде имаме и едно мало изненадување за тебе. И предлагам да влеземе И да го погледнеме. токму така. Благодарам. Добро вечер. Добро вечер. Добро ве најдовме. Благодарам што не примивте. Одлично, вие како сте? Така со топли насмевки. Ние пред малку зборувавме за она вистинско пријателство, за пријателите дека не мора да се многубрени, но може да бидат и малку, но сепак да се вистински, па и затоа и реков на Вера дека имаме изненадување за неа. Така, кажа дека сакаш изненадување, така? Обожавам. Јас не познавам нека што не сака изненадување. Скромен поклон што не посетите фамилијата Филеви. Ви благодарам Драго ни е. од се срце. Можам да си го видам и сега пред камера еве да го Се надал ке се допадне нешто уникатно. Вау. И единствени се разбира. Прекрасно. Да. Ова на вистина личи на Вера. И баш ќе ти одговараат. Со здраве сигурно. Благодарам од се срце. И Вера имаме уште На едно вистина изненадување. сте ми ја прочитале душата. Многу се убави. И стилот. Ви благодарам на вистина. Благодарам и вас. Уште утре ќе се најдат на моите уши. И Вера имаме уште едно изненадување кога веќе сме кај пријателствата и веќе сакаме да подаруваме заедно со филеви кои што се единствени од Охридскиот бисер. Имаме и до тебе паузини, значи за здрава исхрана кој што мораш да ја пробаш и се надевам дека сигурно сум не дека се надевам дека многу ќе ти се допаде. Па вие ќе ме размазите мене, јас да ви Тоа кажам. за тебе бидејќи навистина заслужуваш. Благодарам од се срце. Уа, прегубаво. Ети. Да, ова Здрава сосем исхрана, одговара кој што се на единствени во штип. нашиот стил на живот и нашиот начин на исхрана, така што верувам дека ќе има и дома кој ќе се израдува на Еве овој кој убав навистина избор. се Беш ми радува кога драго. станува збор за Да, здрава изненадување. исхрана пред се. Да, инаку ништо не правим. Така. Мора да си го чуваме здравието. Благодарам Јас се од се надевам срце. дека ти се допадна- Преубаво изгледа, се надевам изгледав вкусно како што изгледа. Така е. Се надам дека ќе ти се допадне и со здраве се да носиш. Благодарам. И продолжуваме. Ова не го очекував. Не, па и затоа е Да, изненадување. кога ќе влезеш во Затоа и се продавница за бисери, договоривме. прво што се сеќаваш е кружниот, нели, топчестиот бисер. И кога ќе видиш нешто вака специјално и дизајнирано и убав модел и модел кој што одговара на вистина. Па и затоа и гордост и затоа и И затоа се единствени. ете така. Тоа е сигурно се дешето поклон. Благодарам. Леле, преубави се на вистина. Кога филигранот ќе си го добие своето зрно уметност, заедничко дело на природата и човечката фантазија, тогаш подписот е Филеви. Сребро филувано со бисер, најубавата комбинација за секоја жена која со овој детал станува дама, блеснува. Овде во ова мало царство од витрини со бисерен накид, патувањето им припаѓа на погледот и желбите, да се најде вистински одраз на личноста преку мал детал, огрлица, обетка, прстен, манжетна. Блесок за секој кој што сака отменост, за специјални прилики, посебен ден, средба, настан или едноставно талисман за себе си. Подароците се зачин среќа, радост на рабовите од насмевката, а ние подаруваме карамбол од приказни, кои премостуваат времиња, разлики, реки, со макадам од зборови и емоции.
Вера, музиката е твојата инспирација. Зошто баш етно песните? Како ти ги доживуваш и од каде потекна таа љубов? Што те натера Да, па видиш, многу е чудно што си го поставуваме тоа прашање. Ние кои сме од Македонија, па тоа треба да е природна љубов, најприродна од се. И никогаш не вели никогаш. Да, затоа што тоа е, ова е нашата култура, нашата земја. Што друго повеќе би требало да ме привлече? Мислам, би требало тоа да е некоја одраѓање, нели? Природна некаква родолюбивост меѓу другото. Но за артистот тоа е секако и поинаку, затоа што еве јас како гледам на тоа дека музиката е едно големо навистина пространство, едно големо море и ти секогаш музиката ја примаш низ некој конкретен канал. Мене музиката која што влече корени од автохтоната наша овдешна традиционална музика ми била најблизок канал за тоа да го направам. Значи јас морав да си го најдам контекстот на таа музика во светот, во светски рамки. Морав да ја поврзам со тоа, нели? Со тој преубав. Како живееме, каде живееме, на кој начин функционираме, како се буди и легнува денешниот човек, што мисли, што работи. Морав да ја поврзам со се што, нели, со сите импулси на денешницата. Дали ти беше тешко? Да, секогаш е тешко. Чаршијата, кога се пресоблекува меѓу денот и ноќта, суптилно под светлата на канделабрите, станува арабеска од шаренила. Ако Шехерезада имала 1001 ноќ од приказни, овде една ноќ има 1001 боја во тоа милјенце од култури. Се уште ја има магијата на длабочината на тесниот фенер сокак, по кој тупкаат женските штикли наместо старите налани. Овде, каде што се ракуваат истокот и западот во стиловите, каде што се вдомил и распослал ориентот, традиционално се јадат падобранци, локум, се пие шербет и чај, затоа што така вика лезетот, кој тука е закон. Во постовите за Рамазан, таа е посебна, тивка, молитвена, додека не стаса времето за ифтар. Со отворено срце за сите вери и секако за наша вера љубојна, не чека в лице, во face to face, на муабет и песна, со по некој нов донесен вкус, како рапсодијата на Паузини, подарок од град за град, од Штип за Скопје, за да се заслади музичката традиција. И двете сме љубители на кафе и вака многу убава кога си муабетима и како што велат, мислам дека имаше и некоја постара изрека дека добриот муабет иде со одлично кафе, па еве и во овој случај како за нас двете. Кафето е убаво, кога е во убаво друштво. Ете така. И да позборуваме околу твоите албуми. Дали можеме да спомнеме дали работиш на нешто ново, публиката што може да очекува? Добро, Па дали би имала, например, и настапи во странство? Еве како сега што веќе Летово имавме убави настапи, наставивме на Нишвил, тоа е еден познат реномиран джез фестивал, наставивме на Диско Гулаш на островот Виз во Хрватска. Имав убаво плодно лето. Супер. На публиката скоро подаривме нов сингл, а тоа е Само љубов дај, тоа е мојата најнова песна, мој текст, моја музика. И одеше на Макфест, баш типи ја не знаат, а и целата јавност. Многу добро знаеме. Да. Инаку албумите, да, имаат различен белег. Се е тоа една иста нишка, ама има различен белег, малку нијансирана експресија и знаете дека тоа се некаде, мислам дека се околу 13 на број. Последниот беше од филмот Стел. Така. А предпоследниот беше од концертот заедно со Македонската филхармонија под оркестрација и диригентската палка на Џијан Емин. Радио Љубојна, можам да си спомнам на нас до каде сакате, ама тоа се неколку што се пак оставија впечаток. Да, неколку последни еве вака, што може да очекува. Љубојна постојано активна, ако не работи на овој начин, работи на оној начин. Така што
Со други зборови, еден артист постојано работи и кога не работи. Негде во позадината тој постојано работи затоа што во него нешто крчка и сигурно дека многу се добро роди. знаеме дека ти не седиш во едно место, така да Не, што никако, имаме сега никако. некои нови синглови кои што треба да излезат. Да, треба и да се разбира излезат. исполнето и лето. Ќе има, да, апсолутно следат и концерти, ама тоа се ќе биде објавено и навремено, ќе биде информирана драгата Како знаме публика, ние прв. апсолутно. А до тогаш нека слуша само љубов дај и јас и ти, има албуми кои што ги имаат на сите платформи, може да Кои си што ги се одлучни, слушаат. да. Ако е нешто денес достапно, тоа се Така. музичките дигитални платформи, па така што има каде да се Колку сретнеме си- ако не во живо. Да, колку си ти активна на социјалните мрежи и дали знаеш да пишеш да на некој твој обожавател? Дали се Па јас си минува комуницирам, границата? комуницирам со обожавателите, па добро, луѓе се тоа. Знаат да Како ја преминат реагираш на границата. негативни коментари? Обично. Што секогаш нели некој Па се ако не дозволува мислам дека повеќе? треба да стојат, ги бришам. Најпросто, едноставно. Па, Не одлично. губам време на тоа. Така. Не губам време на тоа, затоа што луѓе си мислат, си расудуваат, некој сака да сподели добри искуства, некој сака да сподели нешто што сака да да те советува, некој пак само сака да си разговара. Јас не гледам ништо лошо во тоа Да. и тоа е нормално за секоја јавна личност. Така што си имаме ние убаво другарство со публиката, затоа што, како викаат, како зрачиш, тоа привлекуваш. Ете така. Така што кога ти си добронамерен, некако тоа Го ретко се препознавате. злоупотребува. Да. Да. Што најмногу ти има разочарано во животот? Што најмногу знаеш да се разочараш, да се изнервираш? Буквално да се затвориш или во себе? Па, непочитувачки однос. Така. Непочитувачки однос, тоа знае на вистина да ме. Тоа се луѓе кои што се на зборови силни, ама тоа не го прават со дела. И тоа на вистина знае да ме баш да ме дистанцира. Не ме иритира, ме дистанцира. Така. Не сум јас, значи немам мирен дух, исто така знам да бидам импулсивна, ама тоа да дозволам нечие влијание долго да ме натера некако да се чувствувам, мислам дека го кратам. Така. Успевам да го скратам. Така. Така што Вера, јас ти благодарам за твоето присуство денес, што поминавме одлично. Па не ме прашавте кое прашање некем да ми го поставите и кое прашање сакам да ми го поставите. Значи Мислам дека некем ќе обични заборавиш. прашања, а сакам само прашање поврзани со музика, тие ми се омилени. Ама јас те прашам за музиката, така во ред? Да, да. Браво. И остане со позитивен дух и пред самиот крај можеш да ни кажеш што за тебе значи чаршијата, бидејќи сме токму овде. Да, чаршијата е едно такво убаво срце на Скопје, кое што на вистина јас го обожавам. И чаршијата е место каде што јас за прв пат влегов солистички во професионалните води. Така? Имав концерт токму во Крушумлијан и ја пеев Ај ѓорушице црно око Ај промени се на ки ти се Ај па излези на ќу шето